И годинава традиционално во Туденце не изостана чествувањето на православниот празник посветен на преподобна маченичка Параскева Света Петка. Чествувањето започна со света богослужба во патрониот храм Света Петка во селото. Туденчани со голема радост го одбележуваат денешниот ден. Селската црква беше преполна уште од раните утрински часови, се палеа свечи за телесно и духовно здравје, се принесуваа дарови во чест и слава на Света Петка. Света Петка е родена во Рим, воспитувана од своите родители во вистинска благочестива вера во светото православие. Била измолена на постари години од Бога, затоа што овие нејзини родители немале дечиња. Така што Бог ги израдувал да им се роди токму во денот петок чедо, девојче, кое што подосна го нарекуваат Параскева и го воспитуваат во вистински христијански дух. Онака како што учи нашето свето православие, нашата света Божја црква, така што кога научила да чита, почнала да го чита пред се светото Евангелие. Одејќи во црква, постојано се трудела да ги впива во себе, да ги сложува во своето срце убавините на сето она што е прочитано од предсладкиот збор на нашиот Спасител Господ Исус Христос, од речта Негова која што постојано не храни. Така што сето тоа во своето срце го сочувала и сето тоа го утврдила во себе, дека тоа е навистина патот на вистинскиот живот. Така што се вели дека по смртта на незините родители, таа, послушувајќи ги заповедите Христови, дека кој што сака да врви по него треба да го остави светот и земното и материјалното богатство и да појде кон Христа, да врви по него, така и таа го разделува сиот свој имот и се замонашува. Мештаните од давнина ги почитуваат црковните обичаи и традиции, така што празникот го чествуваат и како црковна и како селска слава. Во Туденце на овој ден доаѓаат гости од Тетово и околните села. Се празнува, рано се валја во 7 сат, почне се литургијата. После тоа како се режат кумските колачи, како се прибира народот и се става братско-сестринска трпеза на љубовта. И константно цел ден, скоро до дека падне мрак, константно има народ. Значи, не е тоа одредено сега од 9 до 10 само се става јадење и крај. Значи, ова е константно, цел ден се служи. Така сите се деца спремни да ни помогнат, сите заеднички. Иначе празнувањето, како секоја година, традиционално и од година до година се побогато и подобро. Значи, младите не се откажуваат да празнуваат? Младите од Савалје се одеха. Од рано, што се вика со најголем чејп и желба да има нешто во селово, да се држава традицијата и така. Сите помагаат за државање на традицијата на некој начин, цело село? Сите, кој што се вика, кој милува, кој сака, од вчера, кој што носи пиење, кој нешто благо, кој како нешто имал желба, чејф и ќе донесе. И така тоа се сервира, се служи, така да биде секој што дошол овека и да биде угостен. Како правилен домаќин. Традицијата останала иста и порано и сега? Да, традицијата била... Како било порано, како е сега? Па старите кажува, било порано, се славило само во црква. Во Света Петка било, али селото како што се зголемувало, народот се повеќе и повеќе бил присутен тука. Имало поголем број на народ што доаѓал и секој после си го прибирал, пријателите си ги носел дом, пошто немало место да се служат сите. Немало трпезарија, немало и си ишле дом. И мало помалку се отргнале од црква, немало да се служи ручек тука. Али уназад на 20 години пак почна по континуитет да се терава работа и мислам дека е општо прифатена и е добро. Значи секој што дошол со намера да биде овдека да не посети нас, да посети Света Петка, да биде на некој начин угостен и да се осеќа пријатно. Црква да Света Петка годинава е еден значаен јубилеј. 100 години славиме денеска на овој ден од фреско живописување на олтарот, олтарниот дел и фреските натрешно цртани во олтарот. И тогаш било извршено мало осветување на црквата, што после за 69 година мислам извршено осветување на како што треба. Тогаш било мало осветување. Значи 100 години јубилеј има цртање на фреско живописот и иконостасот.
Да се биде кум на прославата на патрониот празник на Туденце Света Петка е голема чест за секој верник. Се верува дека кумството носи мир и благосостојба во семејството на оној на кого ќе му се падне паричката во кумскиот колач. Пораката е тоа што традицијата да се продолжи од младите, присуство има на млади доста, ја као меѓу помладите кум. И така и понатаму да остане, да остане традицијата на помладите. Традицијата во овој сакрален објект кој датира уште од 1904 година, на овој празник да се збира православниот свето Тетовско, според кажувањата на постарите, трае од давнина. Како што доликува на секој црковно-народен собир, така и овој не помина без братско-сестринска трпеза на љубовта, која за верниците ја приредија црквата, населението во соработка со годинешните кумови и спонзорите. Празничното расположение во Туденце продолжи во текот на целиот ден.